Добар ден и добре дојдовте на почетокот на најновата Телма амбуланта. Овој петок, како и вообичаено, емисијата ја реализираме во соработка со клиниката Жан Митрев. Кога ќе почувствуваме симптоми на болест, лекарот обично бара да се направи лабораторија на крвта, бидејќи таа е најверодостоен показател за општата здравствена состојба на организмот. Дали како пациенти треба да имаме адекватна подготовка пред земањето венска крв или пак собирањето 24 часовна урина за резултатите да бидат точни. Денеска ќе одговориме на најчестите прашања како што се смееме ли да јадеме пред да ни земат крв, може ли да ја примиме редовната терапија пред да влеземе во лабораторијата за да ни земат крв, каква и колкава количина на течност можеме да испиеме. Или пак тоа воопшто и не треба да го правиме. За сето ова подетелно од разговорот со денешната гостинка, тоа е доктор Оливера Жиковска, специјалист по медицинска биохимија од Жан Митрев клиник. Докторке, добар ден. Добре дојдовте во Телма амбуланта. Добар ден и ви благодарам за поканата во вашата емисија. Денеска ќе имаме навистина интересна тема, бидејќи многу често правиме лабораториски биохемиски анализи на крвта. Не сите сме запознаени со начините на кои што треба да се подготвиме пред да влеземе во лабораторијата. Еве денеска ќе имаат можност гледачите да ги добијат сите релевантни информации поврзани со оваа тема. Велат дека лабораториските анализи опфаќаат 1/3 од сите дијагностички испитувања. На каков начин добиените резултати од анализите може да му помогнат на докторот при поставувањето на дијагнозата? Токму така. Денеска се смета дека лабораториските анализи опфаќаат 1/3 од вкупните дијагностички испитувања, а резултатите од добиените анализи им помагаат на докторите клиничари во поставувањето на точната дијагноза на заболувањето, следењето на ефектот од дадената терапија, спроведување на скрининг на широка популација на луѓе и во прогноза на некое заболување. Се проценува дека 70% од клиничките заклучоци се базирани на резултатите на информации добиени од лабораториските резултати и затоа е многу важно да бидат овие резултати точни. Дали резултатите може да се разгледуваат сами по себе, значи засебно, од пациентот или пак мора да се анализираат заедно со клиничката слика на пациентот? Да, секогаш резултатите треба да се разгледуваат заедно со клиничката слика, како и заедно со резултати од останати дијагностички испитувања направени кај пациентот. Никогаш не треба лабораториските резултати сами за себе да се разгледуваат, односно треба да се лекува пациентот врз основа на симптомите, клиничка слика, лабораториски резултати, а не резултатите како така добиени бројки на лискартија. Дали негативната лабораторија секогаш значи и отсуство на болест? Не, тоа треба да го имаме на ум дека добиените добри лабораториски резултати не значат секогаш отсуство на болест. И баш поради ова треба да се, кога ќе се дијагностицира и кога ни се потребни лабораториските резултати за соодветна дијагноза на одредено заболување, да се земе во предвид и клиничката слика, како и резултати од останати дијагностички испитувања. Сега, дали пациентите е потребно на посебен начин да се подготват пред да појдат да им се земе, да речеме, венска крв? За повеќето лабораториски испитувања на пациентите за зададените лабораториски анализи е неопходна припрема која подразбира земање на примерок на празен стомак, на гладно, односно крвта треба да се земе 12 часа од последниот оброк. Доколку се одредуваат липиди, се препорачува и до 14 часа од последниот оброк. Обично меѓу 7 и 9 часот наутро е препорачано да се зема крв. Најчесто примерок е венска крв
затоа е најдобро наутро до 9 часот или најкасно до 10 часот. Се разбира, кога ќе дојде пациентот во лабораторија, првин треба од прилика 10 до 15 минути да биде опуштен во една така полулежечка состојба. Инаку ова е неопходно затоа што консумацијата на храната во периодот пред земањето на крвта може да доведе до пораст на концентрацијата на глукоза, липиди, протеини, серумско железо и многу други метаболити. Се разбира, ова не важи за итните пациенти кои што имаат потреба од изработка, испитување на итни анализи. Така? Значи за итни анализи, значи кај нив се разбира итноста на пациентот и подразбира испитување на итни анализи во секое време. Зборуваме значи за подготовка на пациенти кои што доаѓаат за испитувања кои што се однапред планирани, односно упатени од страна на лекар со конкретно зададени испитувања. Докторке, јас се извинувам, ќе продолжиме со разговорот, имаме некаков проблем со сликата, да гледаме во вертикала. Ајде да пуштиме еден блок реклами, да го решиме овој проблем, па веднаш потоа продолжуваме со емисијата. Пред да му се земе венска крв или пак ако собира урина, за резултатите од лабораториската анализа да бидат веродостојни. Доктор Оливера Жиковска, специјалист по медицинска биохемија од Жан Митрев клиник, е наша денешна гостинка. Таа веќе пред малку појаснуваше зошто не треба наутро да јадеме пред да ни земат крв. Треба исто, докторке, да бидеме смирени, значи да не бидеме премногу возбудени, што друго е важно да направиме како дел од подготовката. За да бидат веродостојни точни резултатите и да биде успешно да функционира една лабораторија и да се добиваат во неа точни резултати, потребно е да се правилно спроведат сите три фази во лабораториската пракса. Тоа е преданалитичка фаза, аналитичка и постаналитичка. Секоја фаза си има свое важно место во добивањето на точниот резултат. Во оваа преданалитичка фаза, која нам ни е многу битна, кога треба пациентот да се подготви за зададените лабораториски испитувања, како што веќе спомнав, нели на гладно. Уште да напоменам тука дека пред да дојдат во лабораторија, нели треба да бидат гладни 12 часа пред земање на примерок за анализи. Не треба да консумираат било каков пијалок сабајлето пред земање на примерокот, значи не треба да конзумираат храна, кафе, чај, алкохол, цигари и може да пијат само вода и тоа по потреба. За одредени биохемиски параметри потребна е соодветна подготовка на пациентите претходно. Оваа фаза преданалитичка е многу битна заради тоа подготвување на пациентите пред доаѓање во лабораторија за земање на примерокот за изработка на биохемиските анализи. Затоа што ако не е оваа фаза и соодветната подготовка на пациентот, понатака да се работат анализите на најсовремени апарати, резултатите нема да бидат точни и веродостојни. И статистичките податоци всушност покажуваат дека најголемите грешки во резултатите се должат токму на оваа фаза. На таа фаза, преданалитичка фаза, кога пациентот треба да се подготви. Така, се преземат ли некакви чекори? Што вели Светската здравствена организација? Што да се преземе за да се надминат овие грешки? Светската здравствена организација, бидејќи како што спомнавте во оваа преданалитичка фаза, најголем број од грешките се случува, дури 63%, и како резултат на тие грешки 11% од луѓето кажале статистичките податоци дека примаат непотребна терапија поради неточни резултати добиени лабораториски и примаат терапија која што е несоодветна или непотребна,
дури до 15% се подложени на непотребни дополнителни испитувања и затоа, за да не се случуваат вакви грешки во таа преданалитичка фаза, треба работата во лабораториите да биде дефинирана, контролирана и стандардизирана и затоа Светската здравствена организација има поставено национални, интернационални стандардни процедури во преданалитичката фаза, кои што опфаќаат соодветна припрема на пациентот пред земање на примерокот во кој што се изработуваат лабораториските анализи, точна идентификација на пациентот, и тоа е многу битно, значи точно да се идентифицира пациентот, да се запази времето кога се зема примерокот, да се внимава на положбата на телото на пациентот при земање на примерокот, постапки при земање на венска крв, правилно земање на потребниот примерок во кој што се изработуваат анализи. Тука спомнавме венска крв, бидејќи најчесто венската крв е и примерок за испитување, од кој што се потоа делат серум и плазма во зависност од тоа што е потребен примерок за анализа и правилно транспортирање на примерокот до лабораторијата доколку надвор од лабораторија се зема примерокот. Значи тие се така петте чекори кои што мора да се преземат. Да, за да резултатите бидат точни. Овие грешки во преданалитичка фаза. Исто така многу е битна и аналитичката фаза. Мислам, тие се 3 фази: преданалитичка, аналитичка и постаналитичка, кои што мора сите заедно да биде се во ред и да се почитуваат постапките и процедурите во секој од овие фази, за да на крај резултатот биде точен. Доктор, ке споменавте дека е важна положбата во која што се зема крв. Што тоа значи? Не е седно дали ни земаат венска крв во лежачка или пак во седечка положба? Да, затоа што при промена на положбата на телото од лежечка во седечка, па потоа во исправена положба, се менуваат, има промена во биохемиските параметри. Затоа што кога пациентот од лежачка положба ќе дојде во исправена положба, доаѓа до ослободување на течноста од васкуларното корито во интерстицијалниот простор на ткивата, односно тоа значи дека во крвта имаме помалку течност, а повеќе се зголемува концентрацијата на протеините. А многу лекови, многу метаболити се транспортираат баш со овие протеини, па поради тоа концентрацијата на истите би се зголемила во крвта, во примерокот. Ова обично најчесто се одразува на ензимите на црн дроб, АСТ, АЛТ, на амилазата, албумините, на албуминот, на алкалната фосфатаза, калциумот, холестеролот, триглицеридите, тироксинот, најчесто кај овие параметри. Исто така и кај пациенти кои што долго време стојат. Ако им се проверат протеини во урина, ќе се добие протеинурија, која што ако е во лежачка положба и после одмарање, нема да бидат присутни протеините во урината. Затоа и положбата е важна, нели, кога ќе дојдат пациентите во лабораторија пред земање на примерокот, да се опуштат малку во таа полулежачка положба, за да не веднаш доаѓање од врата или од пешачи или од движење, особено ако сме доцнеле па сме трчале за да стигнеме. Така, да, затоа што на многу параметри тоа влијае. Така. Ова е убаво да се знае. Во периодов взимаме многу суплементи, витамини, минерали, како заштита од новиот коронавирус. Дали тие можат исто така да имаат некакво влијание врз резултатите од крвната анализа? Постојат витамини од групата Б витамини, кои што доколку пациентот ги прима, а сака да направи испитувања како што се хормони или тумор маркери, потребно е да направи пауза од 7 до 10 дена во земањето на Б витамините, затоа што истите би влијаеле на лабораториската анализа. Исто така има кога сакаме да испитаме концентрација на пример на серумско железо или на витамини или на хормони кај одредени терапевски супстанции, потребно на организмот да му се направи период на комплетно
отстранување, односно прочистување на целата концентрација на тој лек од крвта и после тоа да се направи анализата, затоа што доколку не би го почитувале тоа, би добиле концентрација на тој, например, железен препарат или витамински препарат несоодветни. Затоа тоа се разбира во договор со лекар, не сами на своја рака да си прекинуваат терапија пациентите, ама има потреба при одредена концентрација, посебно при испитување на концентрација на лекови, да се исчисти организмот од комплетно целата концентрација на лекот, да нема воопшто присутна никаква концентрација на лекот во крвта, па дури потоа да се прават испитувања на тој параметар. Тоа значи дека медицинското лице мора да го информираме за терапијата што ја примаме. Дали се тоа важи и за додатоците во исхраната? Некогаш имаме и додатоци во исхраната. Да, мора медицинското лице да го информираме за терапијата што ја примаме, како и за сите додатоци во исхраната, затоа што постојат многу влијанија на терапевските медикаменти и нивните метаболити, како ендогено влијат на самите метаболни процеси во организмот, така да и многу лекови имат влијание на самите хемиски реакции кои што се користат при испитување, односно реагираат со реагенсите кои што се користат за испитување на лабораториските анализи. Постојат ли посебни правила за подготовка кога се прави хормонски статус кај пациентот? Да. Постојат затоа што кај хормонскиот статус многу е важно да се знае дека одредени хормони, како што се, например, кортизолот, адренокортикотропниот хормон, катехоламините, пролактините, мора да се земаат крв за примерок за овие анализи мора да се зема после опуштање и релаксирање на пациентот, кој што треба да трае 20 до 30 минути, затоа обично ние им препорачуваме наутро да дојдат за испитување, посебно еве на пролактинот, кога се поодморени, порелаксирани и тогаш да го земеме примерокот. Исто важи за овие хормони како што се кортикостероидите, имат и адренокортикотропниот хормон, имаме дневно-ноќни варијации. И затоа е многу важно и времето и протоколот на земањето на примерокот, кој што мора да биде нормално препорачан од лекарот, бидејќи тие се менуваат во текот на денот. Например, кортизолот, хормон кој што влијае на метаболизмот на јаглените хидрати, на протеините, на мастите, значи на целиот метаболички процес во организмот, се највисоки, нивната концентрација е највисока во крвта меѓу 7 и 9 часот наутро, а најниски се меѓу 23 часот навечер и 4 часот наутро. И затоа многу е битно дали истиот хормон ќе го испитуваме наутро или, например, во попладневните часови, кога концентрацијата би била пониска. Затоа за хормоните, бидејќи хормоните на хипофизата, а исто и хормоните кои што ги регулираат овие хормони, има такви дневно-ноќни варијации од ден и во текот на денот може да се менуваат, и затоа е многу важно времето кога ќе се земе примерокот. И за пролактинот посебно релаксирани да бидат пациентите. Така, бидејќи е многу важно резултатот да биде точен. Многу често анемијата е проблем како кај децата, така и кај возрастните. И сега се прави анализа на серумско железо и железо во крвта. Има ли разлика помеѓу овие параметри? Тоа е серумско железо, серумското железо е железото што ние го проверуваме во крвта. Како еден од параметрите, постојат и други биохемиски параметри со кои што диагностицираме и ги користиме за диагноза на анемија, ама кај ова сидеропенична го испитуваме тоа серумско железо во крвта. Така, значи се работи за серумско железо и сега при испитувањето потребно ли е да се подготвиме на посебен начин? Споменавте дека некои препарати кои што содржат железо може да дадат погрешна слика за состојбата со железото во крвта. Колку дена пред испитувањето на железото во крвта треба всушност да не примаме вакви препарати?
Каква треба да ни биде исхраната претходните денови? Па се препорачува 24 часа до 48 часа пред проверување на серумското железо да не конзумира пациентот сокови збогатени со витамини. Доколку прима терапија пациентот. Значи, ние ако во моментот ако пациентот прима терапија, ако дојде да направи да земе примерок за испитување на серумско железо, резултатот нема да биде веродостоен затоа што пациентот во моментот го внесува препаратот. Затоа и како што претходно спомнав, кај некои параметри е потребно организмот да се исчисти, односно концентрацијата комплетно да се исфрли, тоа се однесува на серумското железо. Значи, ако пациентот прима терапија перос, односно преку уста, треба да направи пауза од 7 до 10 дена, а потоа да земе примерок. Доколку прима интравенски, железото го прима преку вена интравенски, треба да направи пауза од 3 дена, а доколку прима интрамускулно, треба да направи пауза од 1 месец. И тогаш да направи анализа, затоа што серумското железо е еден од највариабилните параметри, кој што се менува во текот на денот, не е исто и наутро и попладне да го изработиме, затоа и за него е битно храната му влие, затоа наутро на гладно се проверува и многу е важно да во моментот не прима пациентот терапија со железо, за да можеме да ја видиме точната концентрација на железниот препарат во крвта. На серумското железо во крвта. Покрај лабораториските анализи на крвта, тука си анализите на урината. Како правилно да собереме урина? Важно ли е да биде првата утринска или не? Да. За урина, за биохемиски анализи е важно да биде првата утринска урина, која што ќе биде земена после тоалета со топла вода и сапун. Потоа се зема, значи првата утринска, затоа што тогаш и концентрацијата на елементите во урината се најголеми, нели после спиење и одмарање на организмот и подолго времено не мокрење. Се зема средниот млаз во сат, стерилен се препорачува да биде и се носи во лабораторија во рок од 2 часа од земањето на урина, затоа што тоа е многу важно од земањето до почетокот на изработка на анализи да не помине повеќе од 2 часа или доколку пациентот не е во можност да го донесе примерокот баш за 2 часа, тогаш може и во фрижидер да ја стави урината и до 4 часа може да стои во фрижидер и потоа да го однесе во лабораторија. Постојат и биохемиски анализи кои што се изработуваат во 24 часовна урина и за 24 часовната целодневна урина е потребна посебна подготовка, односно начин на земање да се во начинот на земање да се спроведат сите постапки. Пациентот треба да испие први околу 6 до 8 чаши вода, односно околу 1,5 литар вода. И првото утро, кога ќе почне со собирање на урината, први да го испразни мочниот меур комплетно и да го запише времето кога тоа го направил и од тука натаму почнува собирањето на секоја наредна урина во текот на денот и ноќта. Најдобро е тоа да го направат во пластична флаша од вода од 2 литри и секоја урина ја собираат во тоа шише. Собирањето завршува со првата утринска урина. Значи од вториот ден првата утринска урина, која што е препорачливо да биде после 24 часа од почетокот кога сме почнале со собирањето. Тоа ни ја комплетира таа 24 часовна урина. За време на собирањето на урината пожелно е флашата да биде на темно и ладно место. Откако ќе ја собере урината, потребно е да ја донесе во лабораторија целата, за да може да се измери колку имаме милилитри излачена 24 часовна урина, што ни е важно за биохемиските анализи што ќе ги изработуваме. Ќе проговориме за уште неколку лабораториски биохемиски анализи на крвта.
постојат ли некои анализи кои што бараат можна специфична подготовка на пациентот, например при утврдување на оптоварување со шеќер на организмот, кога пациентот мора да изеде одредена количина чоколадо пред да го боцнат? Да, има анализи кои што бараат одредена посебна подготовка неколку дена пред испитувањето и правењето на анализата, и односно земање на примерокот. Една од овие анализи е орален глукоза толеранс тест, односно орален тест за толеранција на глукоза, кој што ни помага во дијагностицирање на диабетес мелитус, односно шеќерна болест. Овој тест се изработува во лабораторија, значи пациентот мора да остане во болницата, во лабораторијата кај што ќе го прави тестот. Тестот трае од 120 до 180 минути во зависност од протоколот кој што го бара, односно упатот кој што го бара лекарот, затоа што може да се проверува и на 2 часа, може и на секој час до 3 часа, односно како што реков 120 до 180 минути. 3 дена пред изведување на тестот, пациентот треба да биде на урамнотежена исхрана и дополнително да се оптерети со 100 до 150 грама чоколадо. Ова оптеретување не важи за трудниците, кај нив нема потреба од дополнително оптеретување и потребно е и да внимава на физичка активност, многу да не се заморува во тие 3 дена. Дента пред тесто треба да биде нормално, како и за другите испитувања, околу 12 часа гладен и гладно на празен стомак, на сабајле се почнува со анализата. За време на испитувањето, за време на трајање на тестот не смее да се движи, да јаде, да пуши, да пие, значи мора да мирува. Дури има потреба и од прекинување на одредена терапија која што може да делува на метаболизмот на гликоза, но се разбира тоа е со договор со лекарот, ако има потреба од некои лекови да му се изостават во тие неколку дена додека се подготвува за испитувањето. Така, релативно тешка анализа, оние кои што ја направиле го делат тоа искуство. Докторке, се почесто се прави и анализа за невидливо присуство на крв во столицата на пациентите, обично при сомнеж за колоректален канцер, односно за рак на дебелото црево. Дали пред овој тест е потребно да се внимава на исхраната? Да, исто при овој тест е потребно да се внимава, односно постои така наречена бела диета која што се држи 3 дена, во која што не сме пациентот да конзумира црвено овошје, црвен зеленчук, црвени сокови, витамин С, железни препарати, нестероидни антиинфламаторни лекови. Инаку ова се придржува на диетата 3 дена и после соодветната диета самиот пациент го зема примерокот е фецес, се зема во посебен сад за фецес, доволен 1 до 2 грама фецес, се носи во лабораторија и се зема од 3 последователни дена примерок и се проверува невидливото крварење во крвта. Ова мора да се внимава на 3-дневната диета, затоа што сите овие продукти што ги спомнав може да дадат лажно позитивни резултати. И затоа е важно докторот да му препорача диета, инаку овој тест не се препорачува ако постои менструално или некој друг вид на крварење, ако прима пациентот антикоагулантна терапија и не се препорачува да се изработува ако пред 7 дена ако во претходните 7 дена правил некоја интервенција на устна шуплина или на ректум. Го споменавте менструалниот циклус, дали тој понекогаш може да влијае на резултатите? Да, менструалниот циклус влијае затоа што промени во хормоналниот статус имаме во менструалниот циклус. Например, кортикостероидите
се покачуваат за 50% во лутеалната фаза, за разлика од фоликуларната фаза. Знаеме колку се битни овие и кои делуваат на метаболизмот на сите, на јаглените хидрати, на мастите, на протеините. Исто така во менструалниот циклус, во период на овулацијата, кога имаме зголемена концентрација на естрогените хормони, се намалува нивото на холестеролот, промени има и во овулаторниот период и на концентрацијата на протеините, на албумините, на фибриногено, така да во менструалниот циклус имаме промени во концентрација на одредени биохемиски параметри. Веќе појаснивте дека храната може да доведе до промена на резултатите во анализите, а што е со гладувањето? Доколку долго време не зимаме храна, дали тоа може да биде проблем? Па и гладувањето, ако нели држиме диети разни пратени со гладување, се со цел да се намали телесна тежина, тие иницираат разни метаболни одговори на организмот, тогаш е стимулирана липолизата и хепаталната кетогенеза и во организмот имаме покачување на слободните масни киселини, на глицеролот, на кетонски тела, аминокиселини, се зголемува креатининот, уратната киселина. Во првите 48 часа од гладувањето триглицеридите се покачени, а после тоа се нормализираат. Доколку престанеме со гладувањето, сите овие параметри за краток временски период се нормализираат, но доколку продолжи и имаме подолготрајно гладување, например 4 недели па и повеќе, тогаш ќе се намали концентрацијата на протеини, холестерол, триглицериди, урејата ќе се покачи, креатинин, ацидум урикум, значи доста биохемиски параметри ќе се сменат во период на гладување. И моето последно прашање во денешната емисија се однесува на кафето. Многу од нас утрото го почнуваат, односно денот го почнуваат на таков начин, со една шолја кафе. Дали кафето може да влијае на лабораториските параметри? Па да, кофинот ја стимулира работата на надбубрежната жлезда и при што се зголемува ренинот, хормоните катеколамини, кортизолот, а сите тие влијат на метаболизмот на јаглетни хидрати, на масти, на протеини, така да влие на метаболичките процеси, но се разбира, ако е сето тоа умерено, нема да направи проблеми, инаку влијае. Ви благодарам за вашето денешно гостување во Телма амбуланта, навистина многу интересни совети, препораки, пред се корисни, кои што се поврзани со лабораториските анализи на крвта и на урината. Многу е важно да бидат веродостојни резултатите за да се постави точна диагноза. Еве видовме ние како пациенти каде најчесто грешиме и треба да имаме на ум дека треба да внимаваме во подготовката пред да влеземе во лабораторија. Ви благодарам. И јас на вас ви благодарам. Навистина пријатно е да се гостува во вашето студио и ви посакувам останете во добро здравје и среќни новогодишни и божитни празници. Исто така ви посакувам и на вас се најубаво, почитувани. Тука го заокружуваме денешното издание во кое што доктор Оливера Жиковска, специјалист по медицинска биохемија од Жан Митрев клиник, ги појасни сите аспекти поврзани со подготовката пред да се влезе во лабораторија и да се земе венска крв за соодветни анализи. Се гледаме секој работен ден во 13 часот и 45 минути, секако на телевизија Телма. До гледање.